Значи, многу јасна беше позицијата искажана и од моја страна и од страна на председателот на ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Мицковски, на пресконференцијата по лидерската средба. Сметам дека таа лидерска средба даде неколку важни пораки. Прво, дека ВМРО ДПМН не е против промена на уставот. Второ, дека не е против вклучување на делови од други народи во преамбулата на нашиот устав, вклучително и на деловите од бугарскиот народ. Трето, дека овој парламентарен состав има легитимитет тоа да го направи, бидејќи пред тоа ВМРО ДПМН кажуваше дека нема. Четврто, дека оваа влада има легитимитет, бидејќи ВМРО ДПМН побара да биде дел од владата, при што беше веднаш понудено, братски, 50-50, местата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да бидат отстапени половина на ВМРО ДПМН. Председателот на ВМРО ДПМН имаше уште еден услов, од нему познати причини, а тоа е Дуи да не биде дел од влада која што ќе стапи на функција по отварањето на уставот, и таа желба му беше исполнета од страна на Дуи, така да практично сите работи кои што беа поставени беа и прифатени, и сметам дека тоа е одлична основа за да работата продолжи на оперативно ниво низ работни групи кои што ќе можат да ги договорат деталите, бидејќи сепак се работи и за детали, кога почнува владата да функционира, кога се гласаат уставните измени, се работи за рокови, бидејќи сметам дека оваа одлука треба да се донесе заедно. Сметам дека ВМРО ДПМН исто така се наоѓа во позиција која што не е најпријатна, бидејќи една голема партија да не гласа ниту една одлука која што е значајна за стратегиските цели на државата, тие не поддржаа ниту договор со Грција, ниту членство во НАТО, ниту договор за добрососедство, ниту преговарачката рамка, ниту договорот Фронтекс. Стварно е непријатно кога и самите не знаат да ги објаснат. Например, за Фронтекс велат дека не го слушнале звончето. Знаете, кога ќе ви кажат 44 луѓе дека не слушнале звонче, тогаш е стварно сваќате дека се наоѓаат во непријатна ситуација. Меѓутоа, сепак сметам дека ова е многу важна одлука за државата и дека треба да се направи заедно. Сметам дека тие ќе изнедат сила и начин тоа да го направат. Гледам дека во еден момент имаше желба. Знаете, првиот ден после лидерската средба, таа беше на 7 јуни. На 8 јуни практично имаше дисонантни тонови од ВМРО ДПМН во однос на толкувањето, за да после 2-3 дена ја не сакам да верувам дека тоа е под притисок на левица, повторно да се вратат чекор назад. Сметам дека тоа што беше постигнато таму е добра основа да се продолжи низ заедничка работа, да се направи следниот чекор. Во таа група треба да бидат вклучени нормално и другите партии. Јас, знаете, кажав и на самата пресконференција дека исклучувањето на некои партии од таква влада, која што треба да покаже едно обединување за остварување на голема цел, како што впрочем и други држави го правеле, дека може да предизвика токму спротивни ефекти и после тоа барање кое што беше практично прифатено од барањето на ВМРО ДПМН, кое што беше прифатено од Дуи. Гледате дека излегува и Алијанса, кажаа дека не сакаат да учествуваат во таква влада, БЕСА не сакаат да учествуваат во таква влада. Ја не сакам да верувам дека ВМРО ДПМН има нешто против албанските партии, бидејќи во минатото се покажувало дека тие знаат да имаат поприлично оштар тон кон другите помали етнички заедници и кон други групи во државата. Меѓутоа, сметам дека сега се наоѓаме во еден момент на геополитички случувања во Европа, кога треба да ги донесеме вистинските одлуки. Пораката за тие вистински одлуки доаѓаат од нашите најголеми партнери кои што се со нас во изминатите 32 години и земјите членки на Европската унија и Соединетите американски држави. Бундестагот донесе резолуција со која што го потврдува македонскиот јазик, идентитет, култура и ја искажува својата недвосмислена поддршка за нашето вклучување во Европската унија, со што ќе ја збогатиме културата и идентитетот на Европа, на европскиот мозаик. ВМРО ДПМН досега
зборуваше во делот на заштита на идентитет, култура, јазик, односно го плашеше народот дека ќе сме ги изгубеле. Токму спротивното се случи. Македонскиот јазик, идентитет, култура се потврдени на врвно ниво во Европската унија, дополнително и со резолуција на најсилната држава, или една од најсилните држави во Европската унија и во светот. За жал тие не успеа, како што не успеа 11 години да направат ништо за на европски и на регионален план за државата, не успеа ниту минатата недела, бидејќи токму нивните сестрински партии не ја поддржаа таа резолуција. Тоа значи дека, знаете, они велеа кога они ќе доште ќе преговарале нова преговарачка рамка. Тие не можеа една резолуција да излобираат 3 пратеника да гласаат во Германија, ќе правеле нова преговарачка рамка. Така да мислам дека треба да обстанат на она што го кажаа на пресконференцијата на 7 јуни и да седнеме и заедно, братски, рамо до рамо, да ги донесеме одлуките кои што значат подобра иднина и животен стандард на нашите сегашни идни генерации. Ви благодарам.